Почитувани советници, сакам да искоментирам неколку информации, некои сообщенија што дојдеа до мене од првиот пат, односно од конституција на првата седмица, па до сега. Некои наши сограѓани ми дадоа сугестија во однос на користењето на македонскиот литературен јазик за време на седмиците, што сметам дека и управо, па не заврши претходниот пат дека некој проектен, како што каже, на нашо кажано дека дума творчески, ти има грешки нормално, па пошто и обеќак дека ќе го кажа, кажувам и да се трудиме да зборуваме литературно на Советот на општина Делчево. Така да, грешки секој има, но да не се забележителни. Така не може да има и нови пораки и нови сугестии. Океј. Значи полека да почнеме официјално. Почитувани сограѓани, почитувани советници, почитувани представници на општинската администрација, денеска ја отварам првата седница на Советот на општина Делчево. Како што погледнавме и констатиравме дека имаме мнозинство, односно сите се присутни тука, дозволете да го прочитам продолжениот дневен ред на оваа седница, прва седница на новиот Совет на Советот на општина Делчево. Дневен ред: усвојување на записник од претходната конститутивна седница. Точка 1. Предлог решение за формирање на комисија за статус и прописи. Предлог решение за формирање на комисија за финансирање буџет и лев. Предлог решение за формирање на комисија за урбанизам, планирање, уредување на просторот и заштита на животната средина. Предлог решение за формирање на комисија за комунални работи и сообраќај. Точка 5. Предлог решение за формирање на комисија за јавни дејности. Точка 6. Предлог решение за формирање на комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Точка 7. Предлог решение за формирање на комисија за спорт. Точка 8. Формирање на локален совет за превенција. Точка 9. Одлука за измена на одлуката за давање на согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во основното училиште Свети Климент Охридски Делчево. Точка 10. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за 25 година за периодот од 1.1. до 31.3.25 година со предлог заклучок за усвојување. Точка 11. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Делчево за 25 за периодот од 1.1.25 до 36.25 година со предлог заклучок за усвојување. Точка 12. Одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општината Делчево до 25 година. Точка 13. План на програми за развој на општината Делчево за 26 година. Точка 14. Одлука за давање на временно користење на движни ствари на ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев Делчево. Точка 15. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар градба во функција на пречистителна станица на јавното претпријатие Драгалница Делчево. Точка 16. Предлог одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар детска градинка на во општината Делчево на општинската јавна установа за деца детска градинка Весели Цветови Делчево. И последната точка 17. Годишен измена на годишниот план за вработување на општина Делчево за 25 година. Тоа се точките, почитувани советници. Отварам расправа, кој бара збори или може би има некоја предлог точка за дополнување на дневниот ред. Има некој збор? Нема. Почитувани советници, тогаш го ставам предлог дневниот ред за нагласане. Ве молам да гласаме. Кој е за? Сите за, 15. Против нема, воздржани нема. Констатирам дека дневниот ред на оваа нова наша прва седница е усвоен. Почнуваме со усвојување на записник од конститутивната седница. Дали некој бара збор односно оваа точка? Не бара никој. Ве повикувам да гласаме. Кој е за усвојување на записникот од конститутивната седница? 15, против нема, воздржани нема. Точка 1. Предлог решение за формирање на комисија за статут и прописи.
Отварам расправа. Кој бара збор? Тони Семековски. Благодарам, председателе. Значи, отварам расправа во ова, тоа што минатата седница, мислам дека направивме пропуст со тоа што комисиите за верификација на мандатите требаше да има пропорционално распределени членови во таа комисија, па затоа во статутот на општина Делчево, член 39, јасно стои дека политичките партии и листите на независни кандидати за членови на Советот кои партиципираат во Советот на општините бидат пропорционално застапени во вкупниот број членови на сите комисии. Имајќи ја предвид родовата и едноставно право, затоа барам кратка пауза за да се координираме и да се договориме на комисиите како што стои во статутот на општината дека треба си членови на комисиите во сите комисии воопшто треба да стојат, значи членови од сите политички партии. Благодарам. Добро. Да дадеш пауза. За првата точка предлог решение за формирање на комисија за статут и прописи. Дејан Јовановски, повеќе. Добар ден и здраво на сите. Штувани колеги советници, штувани началник, штувани председавач. Врска со првата точка, предлог решение за формирање на комисија за статус и прописи. Го предлагам следниот состав на комисијата. Значи, за председател на комисијата, ја предлагам Ирена Ристовска, втор член Коран Димитровски, трет член Боба Никовски, четврт член Ангела Танасова и пети член Александра Гошева. Това е предлог. Друг некој валовни збор? Не. Предлогот на Дејан Јовановски го ставам на гласање. Ви молам да гласам. Кој е за? Против? Нема. Воздржани не. Констатирам дека предлогот на Дејан Јовановски е усвоен. Формирање на комисија за статут и прописи. Точка број 2. Предлог решение за формирање на комисија за финансирање буџет и ред. Кој бара збор? Доктор Андријан. Кој? За комисија за финансирање и буџет како председател Горан Николовски, членови Ангела Танасова, Дејан Јовановски, Ирена Ристовска и Катерина Величковска. Дали бара некој друг збор? Нема. Предлогот на доктора Андријана поставам на гласање. Ви повикам да гласам. Кој е за? Против? Воздржани? Не. Констатирам дека предлогот на доктор Андријана е усвоен. Точка број 3. Предлог решение за формирање на комисија за урбанизам, планирање и објавување на просторот и заштита на животната средина. Отварам расправа. Кој бара збор? Билјана Коровска. Благодарам, председателе. Вносим предлог решение на комисија за урбанизам, планирање и објавување на просторот и заштита на животната средина и предлагам Исусе Господовски, Игор Кошевски, Никол Чустоменовски, Тони Станешевски, Андријана Илиевска. Благодарим. Дали некој бара друг збор? Нема. Предлогот на Билјана Тодоровска го ставам на гласање. Ви повикам да гласаме. Кој е за? Кој е против? Нема. Воздржани няма. Одиме на точка број 4. Предлог решение за формирање на комисија за комунални работи и сообраќај. Отварам расправа. Кој бара збор во однос на оваа точка? Ангела. Ви благодарам. Во врска со точка број 4, предлог решение за формирање на комисија за комунални работи и сообраќај, предлагам Николчо Стојменовски за председател, Горан Николовски, Александра Гошевска, Тони Стојменовски и Виктор Георгиевски. Тони Станевски. Дали некој бара друг збор? Не. Предлогот на Ангела го ставам на гласање. Ви повикам да гласам. Кој е за? Дали има против? Воздржани? Не. Констатирам дека предлогот на Ангела е усвоен. Точка 5. Предлог решение за формирање комисија за јавни дејности.
Отварам расправа, ве молам кој бари спорт. Виктор Кривински, кој? Благодарам председателя, за членови на Комисијата за јавни дејности ги предлагам следните. За председател на Комисијата предлагам Бијана Тодоровска, за членови на истата Ирена Ристовска, Исусе Деспоровски, Горан Димитровски и Бован Никовски. Дали некој бари друг збор? Нема. Предлогот на Виктор Кривински го става на гласање. Ви повикувам да гласаме. Кој е за? Против? Нема. Воздържани? Нема. Констатирам дека предлогот на Виктор Кривински е усвоен. Точка број 6. Предлог решение за формирање на комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Отварам расправа, ве молам кој бара збор. Горан Димитровски. Горан Иголски. Членови на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за председател предлагам Илјана Илиевска Велковски, членови Ирена Величковска, Биljana Тодоровска, Исус Деспоров и Виктор Георгиевски. Добро. Дали некој бара друг збор? Нема. Предлогот на Горан Димитровски го ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека предлогот на Горан е усвоен. Точка број 7. Предлог решение за формирање на комисија за спорт. Отварам расправа, кој бара збор. Ирена Ристовска. Благодарам. Во врска со предлогот решение за комисија за спорт, за председател на комисијата го предлагам Виктор Георгиевски, Исусе Десподовски, Александра Бошева, Игор Гошев и Дејан Јовановски. Добро. Дали некој бара друг збор? Нема. Предлогот на Ирена Ристовска го ставам на гласање. Ви повикам да гласаме. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека предлогот на Ирена Ристовска, односно предлог решение за формирање на комисија за спорт е усвоен. Точка број 8. Предлог одлука за формирање на локален совет за превенција. Образлагач, градоначалникот на општина Делчево, господин Дилан Гоцевски. Градоначалниче, проверете. Благодарам председателя, почитувани следници, почитувани председател на совет, почитувани книжи, почитувани медови, почитувани политики и образлагачи. Задоволство ми да бидам присутен на денешната прва седница на Совет на општина Делчево. Сакам како градоначалник на општина Делчево да ви посакам успешна и плодна работа во интерес на сите граѓани и поделението на општина Делчево. Во однос на точка број 8, на која што јас сум образлагач, сега мислам дека како градоначалник на општина Делчево сум и председател на локалниот совет за превенција. Затоа е потребно да се формира самиот локален совет за превенција. Затоа на советот му предлагам да се формира локален совет за превенција како соодветно и координативно тело за остварување на соработка и засврстување на влијанието на јавноста во работа на полицијата. Целта на локалниот совет за превенција се состои во изградба на заеднички препораки за подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општина Делчево, како и градење на довербата и партнерски односи во преминирањето на појавите што влијаат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Локалниот совет за превенција е составен од представници на локалната и централната власт, како и други владини и невладини организации. Со локалниот совет на превенција заседава градоначалникот на општина Делчево, представници на советот, член нова одлука и тие се. Градоначалник на општина Делчево како председател, од полициска станица Делчево командир, од основното јавно обвинителство јавен обвинител, од полициска станица од општа надлежност во Делчево инспектор за превенција, Витор Споменати како председател на советот на општина Делчево, 6 члена од советот на општина Делчево, Кире Томашки како бивш работник за превенција и справување со кризна состојба, заштита и спасување, директор на јавна здравствена установа Здравствен дом Гоце Делчев од Делчево, јавна установа Меѓуопштински центар за социјални работи Делчево, директор на листата, од одделението на урбанизам, уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина раководител, од противпожарната единица Делчево командир и директор на јавно комунално предпријатие во Делчево. За 6 члена кои ќе бидат вклучени во локалниот совет за превенција,
Имаме Тоа да. може да ги Кој сака да база? Од секоја политичка партија ги има. Значи ги предлагам да бидат офанати членови од сите политички партии кои се во овој состав на Совет на општина Зелчево. И тоа Адрена Илиевска Белговски, Бијана Зоровска, Дејан Ивановски, Бован Никовски, Тони Станековски и Горан Димитровски. Многу важно е да истакнам дека, освен што е важно да го формираме локална служба за превенција, е многу важно истиот да заседава почесто затоа што оваа пракса за жал не беше практикувана во изминатите години и не дај Боже за сите поводи, за сите несреќи и за сите потреби на општината и на институциите, истиот треба да биде свикуван и да донесува одлуки во интерес на сите граѓани на општина Делчево подеднак. Затоа на Советот на општина Делчево му предлага да биде донесен и овој совет за превенција. Добре, началниче. Отварам расправа, дали некој го разбор оваа точка? Господин Томас. Добра, председателят, како што кажа градоначалникот, во претходниот состав на која се ставам член на Советот, не беше на Советот за превенција, меѓутоа од страна на бившиот градоначалник не беше свикан ниту еднаш. А тој има врска да го свика тоа. Надевам сега во тој состав нема да биде така, бидејќи еден од најважното нешто што е Советот за превенција во општината и затоа се надевам на конструктивна работа и повеќе седмици за секој проблем што не дај Боже се треба. Мислам, не сакам да се случи во Делчево, така да со подршка за Советот за превенција и градоначалникот. Благодарам, Тони, за излагањето. Дали некој го да разбор? Исто така не брзам, фактички се согласувам дека ако не било треба ново почество да имаме седници на овој локален совет за превенција. Се надевам дека така ќе биде. Истиот предлог го ставам на гласање. Рекомендувам го гласање. Кој е за? Против? Нема? Воздржани? Нема. Констатирам дека формирањето на локалниот совет за превенција е усвоено. Имаме на точка 9 одлука за измена на одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Основното училиште Свети Климент Охридски Делчево. Благодарам представникот на Свети Климент. Председателе, се извинувам, дали ќе може јас како советник да... Тука сакаме и да отвориме темата, дека... Нема на глас. Не, да, вие катето најверојатно ќе бидете иземени, отидете таму. За гласање? Да. Добро, не дали ќе може да го разложам? Може. Така нема друг представник од локалната за таа точка. Почитувам председателе, почитувам градоначалник, почитувани советници, представници од општина на Делчево. Во врска со барањето од страна на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, согласноста која е предадена за паралелки, чисти паралелки, комбинирани паралелки по учебната 2025-2026 година. Ова барање поради иселување на ученик од подрачно училиште во Стамен, значи беше комбинирана паралелка, два ученика во прво и еден ученик во трето и ученикот значи се во Кавадарци заедно со родителот. Затоа значи од комбинирана паралелка, значи бараме да биде чиста паралелка. Нас веќе е измена направена во едневникот таму, во училиштето, и затоа предлогот го ставам на гласање. Значи, комбинирана, се раскомбинирана од паралелката и сега има само во прво одделение има 4 учители. Благодарам, Горан. Дали некој друг бара збор односно на оваа точка? Некој бара. Точката број 9
односно одлука за измена на одлуката за давање на согласност за формирање на паралелски формално број ученици во основното училиште Свети Јовановски во Дочево, доставам на гласање. Ви повикувам да гласаме. Кој е за? 15. Против? Нема. Воздржани нема. Двојца. Да, си земат од Благодаря. Поштувани советници, давам пауза по овој сат, а за тој период ги повикувам комисијата за верификација да одржат состанок, а после надлежните комисии исто така по однос на другите точки да дадат мислење. Значи, одиме со образложението на кварталниот извештај. Образложението се поднесува и за првиот и за вториот квартал, периодот од јануари до јуни 2025 година. Вкупните реализирани приходи на општината за вториот квартал од јануари до јуни 2025 година изнесуваат 189.834.302 денари или реализација од 42,3% од вкупно планираните приходи во буџетот на општината за 25 година. Износот на вкупно реализираните приходи во вториот квартал од 25 година, поредбено со износот на реализираните вкупни приходи во вториот квартал од претходната година, покажува зголемување за 24.931.704 денари, додека процентот на реализација е за скоро 3% помал во споредба со истиот период лани. Процентот на реализација на текуно оперативните приходи во основниот буџет е 26,5%, додека на капиталните приходи е 13,73%. Приходите во основниот буџет се планирани во износ од 162.594.846 денари, а реализирани се 37%, односно 60.334.373 денари. Реализацијата е иста со истиот период 2024. Во буџетот на наменска дотација е планирани 265.759.618 денари, реализирани се 122.061.588 денари, односно 46%. Истата реализација е намалена за 4% во однос на периодот лани. Во буџетот на самофинансиращи активности, реализацијата на приходите е 30%, односно планирани 14.702.200 денари, реализирани се 4.430.589 денари и истата е зголемена за 1% во однос на истиот период лани. Те буџетот на донации од планирани 5.592.054 денари, реализирани се 3.007.752 денари или реализација од 54%. Овде, споредбено со истиот период од лани, имаме зголемување за 24%. Ако направиме анализа на приходи по економска класификација, се гледа дека реализацијата кај група 71, даночни приходи 41,5%. Во оваа група најголема реализација имаме кај фонд 717-116, комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување од 75%. Реализацијата на група 72 неданочни приходи во првиот квартал од 25 е 34,5%. Кај група 74 трансфери и донации на ниво на вкупен буџет, реализацијата е 43%, додека на ниво на основен буџет реализацијата е 36%. Во капиталниот биланс, група 73 капиталните приходи заклучни со 36 се наплатени во износ од 997.184 денари, од вкупно планирани 7.265.000 денари, односно 14%. Во оваа група влезуваат приходите од продажба на градежно земјиште, од закуп на земјоделско земјиште во собственост на државата, понатаму надоместоци за концесии, за експлоатација на минерални суровини и надоместоци за легализација. Вкупните разходи во целиот буџет се планирани во износ од 448.648.718 денари, од нив се реализирани 179.357.337 денари или реализација од 40%. Износот на вкупно реализираните разходи во вториот квартал од 25, поредбено со износот на реализираните вкупни разходи во вториот квартал од 24, покажува зголемување од 26.208.998 денари, додека процентот на реализација е за 2% помал во споредба со истиот период лани. Во основниот буџет од планирани 162.594.846 денари за расходи,
Реализирани се 57 милиони 770.031 динар или 36%. Ако направиме подетална анализа по расходни групи, ќе видиме дека на група 40 плати на имени на доместоци за вработените реализирани се 125 милиони 107.631 динар, од вкупно планирани 269 милиони 450.050 динари или 46%. Овде влегуваат платите, придонесите од плати и други на доместоци. Во првиот квартал имаме реализација кај групата 41, тоа се резерви и недефинирани расходи. Реализацијата во група 40 и 200 услуги е 30%, односно предвидени 60 милиони 891.937 динари, потрошени 18 милиони 548.511 динари. Овде влегуваат расходи за плати и дневни разходи, комунални услуги, материјали, системи, инвентар, одржување, договорни услуги и други текови разходи. Во група 45 камати реализирани се 614.949 динари од планирани 1 милион и 800 или 34%. Група 46 студенци и трансфер реализацијата е 37%, односно од предвидени 11 милиони 771.054 динари, потрошени се 4 милиони 301.875 динари. Овде влегуваат трансфери до невладени, спортски клубови, здруженија на граѓани, фондации, стипендии, плаќање по судски решенија и други решенија. Реализацијата кај група 47 социјални бенефиции 40%, односно планирани 1 милион 530.000 динари, заклучно со 36 потрошени 617.763 динари. Овде влегуваат исплатите по основ на еднократна парична помош и помош за новороденчиња. 50% на реализација имаме кај група 49 отплата на главница, тоа се обврски по основ на ануитети за земени кредити за доградба на кредитата и за реконструкција на улици. Капиталните разходи се со процентна реализација од 28% до 30 јуни, односно планирани 97 милиони 945.677 динари, потрошени се 27 милиони 627.250 динари. Овде имаме зголемување за 7% во однос на реализацијата на капиталните разходи во истиот период од 24. Во оваа расходна група влегуваат разходи за исплата повремени завршни ситуации за изград за реконструкција на улици од општ тендер, надзор и ревизија на згради, за експропријација, за приплод, реконструкција на водоводна мрежа во село Звегот и Габрово, исплата на улици во Ново Делчево, разходи за изградба на нова детска градинка и слично. Колку имате прашања, поверете. Благодарам, председателе. До организацијата си предадневали се работи како советници, бидејќи днес сите економски факултети и днес не во комисијата за финанси и буџет. Мој предлог е да ми доставуваат со секој, мислам, со секој квартални извештаи образец К3, каде што тој кварталното извештај за промените на собственото на секој задолжување на општините и на јавните предпријатија основани од општини. Со тоа ми објаснувате работа на нас, бидејќи сите општини ги доставуваат советници, во Делчево тоа не е случај, дори ги имаат објавени на своите веб страници. Ние извештаите ги доставуваме до Министерство за финансии и Министерство својни, а имаме обрска до Советот само кај имаме границата да го презентираме. Добро, образец К3, значи тоа е стриктно значи извештај за промената на состојбата на секој задолжување на акцината и на јавните предпријатија. Да, ма немаме обрска за презентација пред Совет. Па да, но мислам дека советници имаме право да знаеме се по презентација. Сакате со донесете барање до преку архива, до одделението за Со секој, мислам дека со секој квартален извештај треба да го оставуват и образецот К3. Има и други образци, ми кажа образци. Ние сакаме К3. Не е тоа јас ништо персонално, да сакаме К3, значи тоа е за состојбата на секој задолжување. На општината и на Може да, најчесто се иде со барање пред архива и ќе добиете одговор. Ама значи јас како советник на секој барање на секој квартален извештај треба да помислам на барање за да се доставува. Јас сакам да пример да се доставува на секој квартален извештај образец К3. Како советник го барам. Тоа и сите советници мислам дека тоа за моето мислење, бидејќи со тоа ми објаснувате работата
На нас е посол. Може, ако се изгласате да се предоставувате, Знамо точно на ред и да помни по-малко, това има едно връзка да ми доставя. Да повикам комисията, която беше надлежна за комисия за финансиране на учителя и само Волен Руски да се изясни Съставът на Комисията за финансиране и бюджет, членовете на Комисията Горан Николовски, Ангела Атанасовска, Деян Јовановски, Ирена Ристовска и Катерина Величковска се намислени дека предложените квартални извештаи за 1.1 до 31.3 и кварталните извештаи од 1.1 до 36 треба да бидат прифатени. Благодаря. Не би дали вам слово по-доста овие две точки. Благодаря. Значи, на прва точка број 10, квартални извештаи за извршување на бюджет на општина Делчево за 25 од периодот од 1.1 го става на гласање. Препоръчваме на гласане. Кој е за? Против? Нема. Воздържани не. Против е. Воздържани е за. Точка број 11. Квартални извештаи за извршување на бюджетот на општина Делчево за 25 од периодот од 1.1 до 36 го ставам на гласане. Препоръчвам да гласаме. Кој е за? 12. Кој е против? Против? Алош. Продолжим на истата. Подбирам дека и два квартални извештаи се усвоени со предлог заклучок за усвојување. Точка 12. Одлука за измена на распоред на средствата за бюджетот на општина Делчево за 25 година. Предлагач, повторно Ана Сикунска, победете. Значи, пред вас одлуката за измена на разпоредот на средствата на бюджетот на општина Делчево за 2025 година и овде е извршена измена на разпоредот на средствата на сметката на дотации, односно во буџетската програма М1 основно образование. Пренамената е изготвена заради помалку пресметаните средства за фонд од 402 основни придобивки за пензиски инвалидски осигурувања во изnos од 3.090.000 динари, а средствата се намалени од седмиве фонд 401.130 основни плати минус 2 милиони динари, 401.310 персонален данок на доход од плата минус 200.000 динари, 402.210 основни придобивки за здравство минус 350.000 динари, 402.310 основни придобивки за вработување минус 60.000 динари, 480.140 купување на информатички видеоопрема износ од минус 40.000 динари, фонд од 482.930 средства за одржување на хигиена минус 440.000 динари. Вкупно минус ви дава плюс 3.090.000 динари. Значи, се се разпределени, односно се пренаменети на начин кој е даден во одлуката што е пред нас. Долго имате прашања? Благодарим. Дали некој има збор? Да прашање во нас на оваа точка? Извинете, кој барање се изготвува оваа точка? Барањето се изготвува по барање на Општинското основно училиште Свети Павловски. Значи, таму ми фалат средства за придобивки и за тоа може да се направи премена. Само таму, некој ваш кој ти е образложи од представник процедура. Да, бидејќи нашиот бюджет е консолидиран и основното образование е под нас, значи јас добро начин на таа точка. И некој се однесува за климат охрана. Благодариме. Отвикам председателот на Комисията за финансиране и бюджет да се бъде за така точка за мислењето на комисията. И по оваа точка на дневниот ред комисијата е на мислење дека треба да биде прифатена измената на
на разхода на Министерството на развитието на община Делчево за 2025 година. Предлогът за измена за разходът на бюджетот на община Делчево за 2025 година го оставам на гласане. Приколиквам на гласане. На гласане. Кой е за? Против? Не. Въздържан? Не. Конституирам дека измената за разходът на бюджетот на община Делчево за 2025 година е внесена. Следва план за програми за развой. Почитувам председател, почитувани съветници, позволете ми от мое име да ви честитя избора и да ви поискам успешна работа. Аз съм Звонка Атанасов, ръководител на сектор с урбанизъм. За това има знание, се познаем всеки нас работи заеднички. Университетска академия. Планът на програмата за развой е дело от бюджетът на община Делчево. Аз съм комисия за преходни и разговора, значи то е исто скоро от планът по програмата, която беше донесена от Върховния съвет, с това, що средствата се принесуват за изплата до 2026 годината съгласно динамиката на извършване на работите. Во програмата за развой аз си набрал сега кои са опасни, за кои не ги знаех, си физически си знаят и все ще опасно останя. Значи трябва да се изгледа на дело улица Видео Смирненски батон, в този език. Той е откритието продължение в първата с горе на младеците. Изгледба на Красни улица Дарничка, Монасова Басарица, това е продължуване на улицата в един крак, ще го вършим слепо. Значи не е она най-голямата, защото над които ще ви даде, не е по-долу. Бюджетите ги имате, не могат да ви ги читам. Регулация на откритна нарека Брегалница, значи това е продължено от 320 метри, това не е сега обия по момента ще се работи, него после втората граница от 300 метри, кое е междугранична сработка, следните 320 метри. Регулацията воздуха на бой. Друга е реконструкция изгледа на улиците Бораши. Значи, това са улиците, така изградата на Протокаваш точно, това го знаем, изградата на Замяната и изградата на Брегала. Значи тая покрай Брегала минува и вързува се с паркинг, социална сграда, защото е там до паркинга. Тая исто не е цяла улица, и да няма вързува за бюджетите, че бидат отпадни двете сгради. И пристъпната пътека ще е от социалната сграда до улица Индустријска. Следно е реконструкция на улица Кошарасен, това е улица над влезно на формена местна гимназията, право и лево, а дека Кракачо продължи в право на право, беше опатена улицата проекта опатена реконструкция на водолната мрежа, реконструкция на дело от улица в село Звегор, кеново-селски начин, лево, значи лево е крак, широконаставния път, лево ходи нагоре. Реконструкция на улица Индустријска, значи от Бари до Долен мост. Много опасно се припаря, това е опасно се припаря. Улици го насъл на пролет и тая улица ще продължи там нека е вече призраката право нагоре, продължи и се връзува лево и продължи въобще, така
Најголем дел од куќите беше изгледен за био сопратени. Тука е исто дали се сопратени и инсталациите, односно фекалнијата канализација. Улици во СРЦ, и тука се опратени и фекалнијата канализација, што е улица што таму имаме една само асфалтирана улица во простор рекреативниот центар. Значи тоа е од ОјОД, опфаќа, значи од крајевите на улицата што е асфалтирана, се спушта надолу, па брзо да повторно се враќа на другиот крај на улицата. Тука исто се опфатени инсталациите, фекалнијата канализација. И следна е фекалнијата канализација во центар на градското граче, таа е веќе изградена. Се уште не е довршено со исплата, со друго, но е веќе завршено. Углавно се тие, ако ме прашали. Дали има некој да вада зборни прашања до представникот? Го повикал председателот на Комисијата за урбанизам и планирање и уредување на простор за заштита на животните среди да се произнесе по државниот состанок. Комисијата за урбанизам, планирање и уредување на простор и заштита на животните среди на природата. Пријателите председател се Спорски, Игор Гошевски, Тони Стаменковски, Адријана Петревска. Главен председател. Тие сите се исклучени до Дали некој да разбор? Никој нема да разбор. Представникот никој говори за таа точка. Точка предлог план за програми за развој на општина Делчево за 26 година со број 13. Го ставам на гласање. Ја повикам да гласаме. Кој е за? Дали има некој против? Не. Не. Констатирам дека предлогот план за програма за развој на општината Делчево за 26 година е усвоен. Одиме на другата точка, односно број 14. Предлог одлука за давање на времено користење на движни ствари на ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев. Ја повикам образлагачот на условията на Чернипинска, висша работа за информација и контакт со граѓаните. Почитуваме председателя, почитувани советници, најпрво да ви честитам за изборот и да ви посакам успешна работа во следните 4 години и успешна соработка со градоначалникот и со општинската администрација. Јас сум Наташа Димитровска, виш соработник за информација и контакт со граѓаните, координатор на паметен дигитален градски пилот проект, чијашта опрема е предмет на денешната одлука. Значи, одлуката е за давање на времено користење на движни ствари на ЈЗУ Здравен дом Гоце Делчев. Вака станува збор за опрема за далечински мониторинг и диагностика на пациенти. Сите против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена. Благодарам. Точка број 15. Одлука за давање на право користење на недвижноста градба во функција на пречистителна станица на јавното предпријатие Драгалица Делчево. Председателя, почитувани советници, најпрво дозволете во моје лично име да ви го честитам изборот, да ви посакам пред се добро здравје, личен успех, среќа во помошната ваша работа. Се надевам дека ќе придонесете за развој помошен на општина Делчево. Јас сум секогаш отворена за соработка. Повеќето ме знаат, за тие што не ме знаете, јас сум Стефанија Стојчевска, раководител на одделение за јавни набавки и администрирање на нивот со општината. Денеска за оваа седница имам две одлуки што треба да ви ги образложам. Првата одлука, што ја спомни председателот, е градба во функција на пречистителна станица на јавното комунално предпријатие Драгалица Делчев. Недвижната ствар, опишана како градба во по оваа точка. Се одобрува одлуката за давање на времено користење за недвижна ствар, градба во функција на станица на предпријатие
Прегалница Делчев. Тука се одобрува, може да се. Благодарам ви за изложението. Точката 15. Предлог за одлука за давање трајно користење на надлежноста на зградба во функција на пречистителна станица на јавното комунално предпријатие Прегалница Делчево. Доставам на гласање. Викам на гласане. Кој е за? Благодарам. Против? Раздржани? Констатирам дека предлогот е усвоен. Одем на точка 16. Предлог одлука за давање на трајно користење на недвижноста на детска градинка во општина Делчево на општинската јавна установа за деца, детска градинка Весели Цветови Делчево. Тварата ќе стане во функција, ќе извршуваат основната нивна дејност за која се основани, а тоа е згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, да ја чуваат во исправна состојба и да ја користат исклучиво за намената за која што им се дава. Благодариме на представникот на општина Делчево. Ова точка, овој предлог го ставам, односно, дали некој бара тук збор на ова точка? Не бара никој. Председателот на Комисијата за урбанизам го повикам повторно да Предлог одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар детска градинка на општина Делчево да се предаде на општинската јавна установа за детска градинка Весели Цветови од Делчево се одобрува и може да се стави на гласање. Благодарам председателе. Точка број 16. Предлог за одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар детска градинка во општина Делчево на општинската јавна установа за деца, детска градинка Весели Цветови од Делчево. Го ставам на гласање. Препоръкувам да гласам. Кој е за? Дали има некој против? Нема. Задржани? Нема. Констатирам дека точката и предлогот е усвоен. Во планирани движење на вработените во институцијата во следната година, а се однесува за 25-та година, за тоа би велат сега пишува во следната, бидејќи секој пат годишниот план за вработување се донесува претходната година за следната, а измените се прават во текот на целата година. Во планирани движење на вработените во институцијата за следната година, односно за 2025 година, планирани се 3, и тоа советник даночен извршител, советник за подготовка на материјали за седници на советот на општината и советник за протокол на градоначалникот и односи со јавноста. Значи тоа се 3 работни места на кои ќе се ротираат моментално вработените во хоризонтална линија, од едно работно место на друго. Во планирано пополнување на работни места преку унапредување немаме планирано унапредување. Во дел 3 планирано намалување на вработените во институцијата имаме само 2 намалувања и тоа комунални редари по основ на остварување на право на старосна пенсија. Значи тоа се 20 колеги кои што веќе го искористија правото на старосна пенсија. Едниот на 25.8.25 година, другиот сега на 14.11.25 година. Планирано во табела 2 планирано заменување на вработени од институцијата по другите основи немаме. Сега, во дел 4, каде што и самата промена на планот кој што ви го доставивме во материјалите и сега тој што ви го доставува. Значи, во дел 4, планирано зголемување на вработените во институцијата во годината 25 година, односно нови вработување, предвидено е бројка 8 и тоа советник одговорен сметководител, референт комунален редар, значи 20 извршители, раководител на одделение за внатрешна ревизија, помлад соработник за канцелариско и архивско работење, советник за планирање на ЛЕВ, командир на територијалната противпожарна единица Делчево и командир на одделение во
противпожарна единица Делчево. Значи, првите 6 работни места како нови се предвидени уште во првичниот годишен план за вработување. Значи, тука немаме никаква промена, со тоа што се додадени само 2 нови вработување и тоа командир на територијалната противпожарна единица Делчево и командир на одделение во територијалната противпожарна единица. Во табела 2, планирано пополнување на работни места преку нови вработувања на определено време немаме предвидено до крајот на 2025 година. Исто така нема предвидено ниту едно вработување преку мобилност, односно преземање од друга институција во табела 3. На крајот во табела 4 се сумирани 8 планирани нови вработувања, од кои 6 ќе бидат административни службеници, а 20 овластени службени лица. Врз основа на напред изложеното, ви предлагам да донесете одлука за согласност на измената на годишниот план за вработување на општина Делчево до 2025 година со активски број 19.2531/1 од 12.11.2025 година. Ви благодарам. Доколку нешто имате прашање, поделете. Дали некој мал поднос на Лач? Тој Тонковски. Благодарам, Петре. Прашање имам како до сега функционираше територијалната противпожарна единица во конкретното место е тоа и дали тие 2 нови вработувања се или досега како што гледаме таа противпожарната единица функционираше безпреко. Сега дали се потребно овие 2 нови вработувања? Благодарам. Во територијалната противпожарна единица беше пополнето само работното место командир на одделение во ТПП. Значи, досегашниот командир на одделение во ТПП си поднесе оставка, така да ние сега немаме моментално командир нити на одделение, ни на територијалната противпожарна единица, бидејќи работното место командир на ТПП не беше пополнето ни претходните години, само на одделение. И затоа тие во самиот образец на планот се ставени како нови вработувања. Тие нови вработувања се третираат на начин по кој што се објавуваат во медиумите како јавни огласи. Затоа се наведени како нови вработувања. Тие не се нови вработувања, да не речам нови работни места, тие се си постоечки работни места, но ќе се пополнуваат по пат на јавен оглас. Сакате да кажете дека веќе командир на одделение? Не. Да. Затоа ние измената... Од сегашните вработени или од кои? Како? Командирот на одделение ќе биде од сегашните вработени или нов вработен? Од сегашните. Од сега, да, затоа сакав и да ви појаснам. Само образецот е таков што ние, тој е образец пропишан од Министерство за јавна администрација и ние мора да ги ставиме во дело на нови вработувања, бидејќи ќе се пополнува на тој начин.